Грин-аут е нус производ што се деси од легијата. Јас тоа не се споивме така природно, не се деси модерен проблем кој што се случува сегде. Така да сакам да се осеќам за грин-аут и за легијата така како нешто што било природно споено и можеби природно се распаднало на некаков начин. Тоа не е никогаш до крај распаднато. Би го смениле името, ама никогаш светот. Би пееле и пиеле, но не би го виделе него. Над нас се таа влада и полиција. Таква ни била судбината кога сме деца на транзиција. Ова е извадок од песна на еден од најпознатите улични поети кај нас, Владимир Пешков, познат под псевдонимот Елди Пистолера, кој денеска ќе биде мој соговорник и малку ќе зборуваме за тоа како можеби можеме да го смениме светот и да направиме малку подобро да се врти или повеќе во наша корист. Секако и оваа епизода ја правиме заедно со Змај со маркетинг и продукцијска поддршка од Add Value. А сега викам здраво за Елди Пистолера. Здраво Јована, здраво на сите, на цел тим, на сите тие што даваат поддршка и супер за поканата. Фала. Како ти се свигаше вака деца на транзицијата поетично? Добро, да, малце да, ептен беше поетично, али супер, тоа е тоа, баш го кажа како што требаше. Дори го продолжи стихот, пошто на телефон ми го кажа само првиот, викам ќе го каже ли и вториот, го кажа. Да, па целото да се разбере од каде. Апсолутно. Што го врти светот? Па искреност и вистината, не може ништо друго да го сврти светот освен тоа. Знаеш, луѓето сакаат поише да живеат у свој свет, онда освен они никој друг. Добро, значи самите ние си го вртиме. Па така е. Ке ти поставам сега неколку прашања, искрено да ми одговориш. Искрено, апсолутно. Рап или трап? Рап. Карате или кендо? Мислам, сакам премногу карате, ама кендо. Ерика Баду или Баду Бар? Не може едното без другото, Баду Бар. Добро. И Страйк или Гоца? Се чекаше нешто овако. Да бев на Drink Champs, некои знаат што е, некои нека проверат, ти кога не можеш да се одлучиш помеѓу двајца пиеш така да ќе се напијам вода. Да. Извини, тука само вода нудиме, додека немаме спонзор од некоја друга индустрија. Види, Страйк и Гоце ми се number one двајцата, така да не би избрал помеѓу нив. Сега често и настапувате заедно, така. Ама еве и во твојот случај, па и во нивните, кога и да се бара карта, такво нешто не постои. Значи, не знам, во една секунда се продаваат. Јас сум била во ситуација со врски преку тебе, еден, друг, трет, да бараме карта, плюс да ја купиме, не гратис, значи. Да. И нема. И сакав да те прашам уште на самиот почеток, каков е тој однос со публиката, да до тој степен те почитува, да секогаш е спремна да си купи карта за твој настап, да те поддржи и слично. Конкретно, ќе ги издвоам двата концерти на прво на Страйк што се случи, мислам дека 2019 и мојот беше следната година, из период беа, би ги издвоил тие два, пошто беа соло концерти мој и негов во Скопје, нашиот роден град, после долго време и после издадени албуми, што е веќе распродајано у старт мене ако ме прашаш. Луѓето долго време чекаа да не слушнат и се случи што се случи, МКЦ е место колку луѓе собира толку, се распродадаа концертите, многу ми е жал за тие што не стигнаа до карти. Не сме тип на бендови или не е таков тип на организација да правиш уште еден концерт, плюс бевме во склоп на фестивал што мора да се спомне. Логин ни ја дае таа можност, морам да го поздравам човекот, пошто ни излегол пресред. Мислам, поштува. Така да, чувството е многу добро, пошто не знам, нема нешто боле од тоа да настапуваш пред публика, особено пред твоја публика во твој роден град. Нема боле чувство, искрено. Доказот за тоа што е распродадено не е само еден концерт, туку е константно све што се дешава на повеќе места. Концертот е некако официализиран настан, нели, соло концерт и треба да биде, али сегде кај што сме настапували и по помали места и надвор од Скопје и било каде, е малтене распродадено, еве ќе го кажам у наводници, пошто
Уствари нема да бидам скромен, да, распродадено е. И тоа докажува Тоа е дека луѓе во уште вистината, да. слушаат. Сега имаме настап у Виница, на пример. Последен пат настапувавме у Виница на фестивал Слободна зона, не знам пред колку време, со Гринаут и со Легијата. И сега сме пак таму и мене ми е многу кеф, пошто уште има луѓе што слушаат, човече, ме сваѓа, значи ние правиме музика од 2003-2004 константно, тоа е многу долго време, се смениле генерации и кога ќе ти кажат дека ти е sold out концертот 2 недели пред да почне, искрено нема боле чувство. Сега ти ми кажа дека се консултираш во оваа насока со луѓе каде да одиш, што ти се публика, дека имаш контакт физички со нив редовен, не е тоа social media followers само, туку Не, јас сум човек за што публика. Така, извини. Јас секогаш се врзувам со луѓето. Мислам сум не широко град, туку дружелюбив, најпросто кажано. И каде и да одам, не сум човек што доаѓа само на настапот, па си оди, не го гледаат, не се слика, туку се сум Со големи буквално, очи. да, туку сум буквално исто како сите нив. Таа љубов што ја даваат, мислам луѓето не можат да сватат каква е таа љубов што ти ја даваат фановите. Кој си сега ти некој толку многу да те поштува? Ме разбираш што сакам да ти кажам? И кога некој ти ја дава таа почит, гледам сегде каде што сум бил во Македонија, да им ја вратам на сите луѓе И па само така и веројатно се можеш да зближувам добиваш. со многу луѓе баш ради тоа, пошто сум лик што сака да се дружи, уживам додека настапувам и тоа ми е едноставно еден целовечерна уживанција и запознање нови луѓе. Супер, сега во Виница е следното, а Во албум Виница, да. кога? Албум март или О, добро. април, мај, евентуално овој пат малце ми се измрдаа стварите, обично вадам албум во март, све ми до сега што сум извадил било во март. Фино Не е знам во зашто, март. не е поврзано ништо ни со месец ни со дата, али така почна и викам окей, нека иде така. Луда марта. Март, април. Да, сигурно нов албум скоро е готов, има 10 песни до сега кои што со Гоце треба да ги досредиме. Моментално исто имам нов сингл кој што е направен за еден нов филм, ако смеам да кажам. Да. Таа излага нов филм Претпоставам. на Димитар Оровчанец. Се вика Уби ги прво децата, малце насловот звучи, нели? Ама нема врска со оваква, ете ќе кажам. Филмот е многу добар, скопски и има песна од Легијата, има моја песна што е искрено многу кул да те стават на да има твоја музика на филм. Е окей, и тоа би го преснал као ствари што излагаат во скоро време. Исто филмот излага тој период околу албумот, затоа и го спомнувам. Ќе го гледаме и филмот Да, и и ќе го синглот слушаме. излезе исто така со видео, така да тоа е нешто што Краток спој се вика песната, потполна продукција на Гоце, текст изведба моја и тоа е тоа. Албумот со Гоце исто така и Генерално треба да ве следат за да знаат што правите, каде сте и слично. Многу ми следат, беше спомна интересно нешто пред да- followers, такви ствари, преескам, мислам, Да, дека не се работи за followers, тие луѓе кои што ја следат твојата музика, тоа не се луѓе кои што само така те следат, туку станува збор за активна публика која што е спремна да дојде таму каде што си и мене, например, тоа ми беше интересно, затоа што баш и пред некое време со фитнес тренери разговаравме и они си имаат како заедница нивна која што континуирано ги следи што прават, придонесува, комуницира со нив и физички, и онлайн, и на секој друг начин. Така што интересно ми е дека тоа followers, бројката сама по себе ништо не значи, дека тоа не се работи сепак за па публика. не значи уопште, мислам, особено тука кај нас, може значи за ситни работи, не знам како Да. да ти кажам, ќе ти помогнат, нешто Со ќе ти работка, дадат, некоја. нешто ќе се деси некоја соработка, да, кул е тоа све, ама колку може да биде тоа. Али тоа му го викам, мислам, правам муавети со другариве, да тргнеш од да не зборам за себе. Пример, ќе го спомнаме Гоца Страйк, нема потреба он да има followers, он да тргне од Ѓорча до Лисиче. Да. На секој 10 метра ќе го застанува по еден човек. Значи тоа се Така. правите followers во животот. Прави концерт, распродаден. Ете ги followersите. Те слушаат, ете ти ги followersите. Немаш потреба да социјалните медиуми се неопходни, затоа што нема друг начин сега ти како да пристапиш до нив. Не викам дека се лоши, далеку од Полесно тоа е. се супер, Да. ама ако ги користиш на оној нормален начин. Да, Сега, да, пошто не све се извитоперува и оди у крајност, нормално и тоа да отиде, така да кој до кај ќе стигне и кој колку ќе има потреба од тоа. Па веројатно и тоа е избор и можеш да го користиш. Јас тоа зборувам често за технологијата, се вика добра или лоша. Значи средство е како и парите, можеш да ги искористиш за најдобра Водата е работа. лоша ако испиеш 3 литра.
20 минути, така да. Да, да. Добро, ти вака како спортист може повеќе ги разбираш тие работи. Јас вода 3 литра не знам дали сум испила и дали ќе биде лоша, ама интересно ми е дека ти важиш, и тоа е нешто што го нема онлайн, значи тоа ми кажа дека најдобрите фристайл моменти ги нема онлайн, а важиш дека си најдобар во фристайл, нека ми опрости некој ако мисли дека е подобар или нека дојде, ама генерално така важи. Сега се подготвуваш ли за тоа? Сум слушнала дека ти кажуваат, не знам, збор или нешто тоа е и се целата поента на надоврзуваш. фристайлот. Нема тука подготовка, едноставно е фристайл. Мене ми е фристайлот света работа, тие што ми се блиски, не зборам од рап кругот, луѓето што ми се блиски во животот знаат мене што ми е фристайлот. И знаат каков начин и каква алатка е фристайлот кога сме ние во друштво. И тоа станува легенда помеѓу луѓе и се шири и одиш вамо, одиш тамо, слушаш други како рецитираат и се врзува причата. Тоа е некој вид на дарба, пошто ја тоа го правам од многу помал. И пишувам од помал, и спојувам рими од помал. Дури И тоа е подготовката цело време што пишуваш. Имам една работа што ми се дешава од дете, подсвесно во сон читам работи, не знам колку и да ви звучи на вас чудно, неповрзани работи, не знам колку пати у сон ви се случило неповрзани, сонот неповрзани работи се случува, само кај мене е како е некој вид на, замисли си го као крстозбор, таков е, у тој формат и јас читам ствари, читам зборови, како сега седам тука, квака, дај ми вода, знаеш, она глупи работи, тоа подсвест ми се случува од дете. Ја некако си мислам дека е поврзано со од што цело време урим и размислувам и рецитирам и правам, дека и веќе ми е влезено и... А сега Керка ти рецитира понекогаш. Керка ми рецитира, да, и тоа си ги она прави ремикси на песните што ги мај наполни 2, значи сега има 2 години и колку 5-6 месеци. И рецитира. Не рецитира, ама си прави ремикси на песните што и се убави. Добро. Тоа најчесто пред спиење, значи пак е тука негде во полусвест. Добро, останал генот. Сега Фаќа може ритам, нема да... фаќа ритам, тоа е сум сигурен. Добро, може нема да стане раперка, ама може и да стане, не се знае. Види, тоа е идеализирање на дете е многу меч со две острици. Да, се затоа слагам. што сум работел и со деца и преку кендо и преку било што, има случаеви, за жал, каде што родителите ги идеализираат, се бараат себе во децата или им наметнуваат нешто што они или били успешни или не били успешни во тоа и ствараат 90% од случаевите ствараат одбивност кај децата. Да. И јас мислам така. Така да И децата толку многу се менуваат што во еден Апсолутно. момент може сака да рецитира, утре ќе сака да црта. Да. Или да така да спортува. дадено и е слободно да види све, да види што прават нејзините родители, да се запознае со све, она знае све, ама не е ништо, знаеш, она викаат од мали, не е ништо бутано, као мора да тоеш да гледаш кендо, да слушаш тато ќе ти пише песна, ќе ти направи ова, слушај тато што правил, види мама што прави. Не. После кој ми е татко, знаеш ти? Не, ти види тие работи у животот, знаеш, сама сакам да си ги дознае. Да. Други да изборат, нема потреба да изборам јас. Тоа е уште полошо. Во диско нема да ја пуштат, абе, мина ми е татко LD пистолера, добра, ајде влез. Па диско татко и не бил нешто кој знае колку многу главен, нали, вака сегда. Се надевам дека ќе има На почит од некоја- луѓето кај што треба. На некој рап бетл може ќе ја пуштат да помине. Нема да се осмелат. Може, ама со татко ти ако дојдеш. Да, Вака фристайлот сама ми не- е света работа, рецитирам многу често до ден денес. Супер. И секогаш мислам тоа најдобар се е луѓето, го кажале. Јас никогаш Да, не да, би јас така кажал за слушнав, себе ти дека не сум си најдобар кажа. во нешто, само би им порачал на сите. Знаеш, фристайлот не е баш осетлива работа, не би рецитирал сега во ниеден случај. Не, ти Плюс ни да имаш и барам. камерман тука и уште некој, нема шанси, не отварам уста. Многу често луѓето ми викаат, ајде, као стаи жетонче, почни фристайл. Не е така, уопште не е. Треба Значи, да кога си опуштен, да има атмосфера. Да, и сега негде треба да, стварно треба да кажеш, ете те викнале MTV да те снимаат и баш заради тоа и сега треба да кажеш некоја рима таму, али у принцип, кога има уклучен уред за снимање, се кочам. Да. Мислам, ја рецитирам фристайл, ама не е тоа. Кога е све исклучено,
онда знам дека никој не слуша, дека ќе остане тука во моментот и тоа е тоа. И ова го знаат моите блиски и мене ми е доволно да остане таму. Да. Фристайл, Или некој да батл ти рап, скрие камера, не се батл рап, сме го правеле тоа како деца на некој начин, не бил буквално фристайл батл рап, ама како зрееш и како старееш, врие у тебе, сакаш пак нешто такво слично да направиш, али гледаш повеќе да бидеш избалансиран, тоест како што старееш, небитни работи тргаш од себе и тоа е тоа. Плюс ние во текот на овие 20 години, знаеш, све можело да се случи, не се случило ништо ептен трагично или лошо, па сега ти да лично за твојата кариера да треба нешто да смениш, Да. така да си остануваш на тоа и едноставно го гаиш патот што си го направил, би рекол. Фристайлот мене ми е пат, знаеш, она. Супер. Тој си, те препознаваат по тоа од кога си почнал, така да нема бегање од тоа, како да ти кажам, тетовирано ти е. Само од камери бегаш и во убава Не бегам од атмосфера, камери, може, некам не да се зезам се. вака најуедна реченица. Не можам да рецитирам пред луѓе што не ги познавам или што сум ги видел 2 пати или пред камери и луѓе што се дојдени само за чекај ќе те снимам. Да. No. Плюс и може така некој да Бриши, се се навреди, дешавало, бриши. веројатно. Да, да. Да. Добро. Не, сега не се Тоа ова ти да е ти као кажам некој да те снима снимано. додека се молиш, така свати го. Добро. Некогаш ќе те снима, да, ако е нешто официјално, да, ама не треба да те снима никој. Тоа ти е тебе свето и Па твое. јас и така тоа е си тоа. го разбирам. Супер. Она што си го снимил како песни, многу голем дел од нив се останати. Ете, деца на транзицијата на самиот почеток, затоа што таму има светот, па некако ми беше логично. Чија си... Има и на други еден песни што го ден- врти светот, ама не си чула. Ќе те подсети Перо. Добро, да, Продолжи. веројатно. Се шалам. Ќе ми кажеш, па после Першо, ќе го додадеме, обавезно Океј, да го океј, има океј. тоа. Е сега, кај нас, конкретно во Македонија, ни се случуваат некои движења кои што се за сите нас се лични и мислам дека еден ден песната, не знам, јас сигурно сум плачала на текстот, сестра ми исто и секој кој што има некој во странство. Сестра ми исто. Сестра ти е сигурно најмногу од сите, ама генерално како правиш текст? Дали го создаваш затоа што тебе ти е нешто битно, како во овој случај, или сакаш да е нешто кое што со кое што ќе се поврза целата публика? Има еден рапер, Joey Badass се вика, и има стих Funny how I write the most when I know my feelings wrong. И вика као може да пишувам највише и најокей кога не ми е добро. Знаеш, луѓето кога патат или кога се во историјата кога биле поробени или угнетувани, тогаш се развивале најголемите култури. Пошто тогаш немаш више што и луѓето од мака прават ствари. Истото и еден ден, значи еден ден е песна што е напишана од моје лично чувство, нели нормално, побудено од тоа што сестра ми се заминува од тука и е песна пишана буквално за 30 минути, ете за таа ќе кажам дека е пишана буквално за 30 минути, затоа што е нешто што ти доаѓа и само ти треба да го преточиш во рим. Тој еден ден, за ова ќе чуе мојата внука и ќе знае зашто она е таму, а јас сум уште тука. Ке ме воли и многу ке ми фали, а љубовта е поголема од сите океани што не делат. На крајот сликата ќе биде цела, душава полна е велат, но зашто сите се селат еден ден? Се надевам ке сопре, тоа што не тера да си одиме сите од родно Скопје. Ме погоди моментот, они до ден денес не се тука, ме погоди моментот, нормално, најблизок член од фамилија ти оди негде. Јас сум, поет, би рекол, што преку рапот ги пушта своите стихови и ја напишав еден ден. Еден ден е песна што многу луѓе се пронајдоа во нејзе, многу луѓе плачеа на песната, ама би рекол и доста луѓе ја искористија како против, знаеш, против моменталната ситуација во државата. Мене тоа ми беше на некој начин поентата, меѓутоа ја одам и многу поназад во песната неголи во тоа што било само во тој момент. Да. Значи, луѓе си оделе тука од увек не си оделе. Да. Сега, значи, ние и од секогаш си оделе луѓе од Македонија. Песната е за сите нив. Не е само за сестра ми, што си отишла тука, е за сите тие.
До ден денес, од кога излезе на песната, сите имаме блиски што веќе не се тука, отидени се. Од кога излезе на песната до сега. Само се во странство. Да, тука се само се во странство, точно, да, ето така. Така да еден ден е сентиментална химна за кога некој ти отидам во странство. Ете, печалбарска песна, да ја наречам и Параходот. па, и би рекол една од најдлабоките песни што сум ги, може ако не и најдлабоката што сум ја напишал во животот. Да, Плюс тогаш интересно само е. што се роди внука ми Да. и мораше одма оние да одат и, знаеш, не е баш кул. Ти не застасуваш, а не Па, па тие моменти сакаш да си Мислам, присутен. знаеш, си оди, некој си оди, остануваш ти тука со твоите и нив им оди некој, не ти оди само тебе, ме сваѓаш, ти им остануваш тука, така да веќе ти си тоа е. Животот Добро. е таков, дај Боже супер им е, така да се живи и здрави. Им посакувам на сите да се ја најдат негде среќата и да немаат потреба да пишуваат песни како еден ден. Добро, и тоа дињето вака кога ќе помине одреден период, сваќаш дека може би е и добро затоа што не секој може да се оствари во Македонија како што може да се оствари во друга држава, ама веројатно во моментот кога човекот си оди е стварно тешко. Па и тешко кога ти е недостасува, општо, види кога си оди некој на гости кој ти бил ти е тешко некојаш ако си проаѓал добро со него, а камоли кој ти е фамилија. Иначе право си да како проаѓа времето во нашава држава, сметам дека они не треба да се вратат, а не нивниот развој таму, знаеш, да го знам нивниот развој таму или пат во тие 10 години ќе можам да одлучам за таму, ама за тука, пошто сум тука, знам дека они не треба да се вратат. Никогаш. Деците, колку и да е тоа сурово. Добро, верувам дека ти е такво чувството и добро е затоа што барем знаеш дека мислиш дека длабоко во себе си- посакувам да дојдат, Да. меѓутоа борбата на мозокот и срцето, сите ја знаеме, кога ќе го победи срцето разумот, сите патат. Така е. Така да се надевам дека они го победиле срцето и разумно размислуваат како што треба и сите ние, нели? Што не значи дека јас имам нешто против држава, јас сакам, тука сум. Ама не е здраво место за растење деца. Да, сега кога имаме деца, нели различно малку размислуваш за одредени Па добро, работи. малце поразлично, Да. не дека претходно било јас нешто да. друго. Ако си малце поемпатичен и соживуваш со сите, може ќе се приклучиш и у нивните чувства и ќе сватиш како го јадат. А од кога ќе ти се деси тебе, ќе сватиш ти како го јадеш. Така да, тоа е некој круг што едноставно мислам дека кај нас е и рапидно брзо се движи и кој успее да излезе од него, си ја бара среќа негде надвор. Добро. Јас сепак мислам дека и овде може да се направат многу добри Апсолутно. работи и дека не треба да се откажеме, иако Види, да да отидеш потешко е, негде, не полесно значи е да дека се си се конформираш откажал. во тоа што е државата во моментот или била, затоа што некако изгледа дека не вродило многу со плод тоа што луѓето претходно го работело, ама потешко е да пробаш, ето ти пробуваш преку музиката и менуваш работи, може ти не знаеш, ама веројатно тој што те слушал и што донел различна одлука затоа што изслушал нешто и почнал да размислува малку поемпатично, посеопфатно. Се е тоа веројатно до момент нека додека не промена. треба да донесе некоја поголема одлука за повеќе луѓе. Да. Така да тука секогаш се побива фактот на те поштувам брат, до моментот кога треба стварно да одлучи за нешто што ќе му речат те поштувам брат. И тоа кај нас е чест случај и едноставно више не знаеш што да веруваш и не знаеш што е рил, што е фейк. И затоа викам дека си у круг. Ја за државава сум направил све што било во мој домен. Сум го бранел Апсолутно. и знамето сум учествувал на светски првенства, европски кендот во светов, по Да. Балканов, по сегде. Сме настапувале сегде музиката е амбасадор што од Најголем, кај од Македонија е, може, одаш да. у Јапан, у Токио му пуштам на човек и то не му се верува дека у Македонија негде има ваков рап. Ама е Македонија, он ќе запамти Македонија, ништо друго нема да запамти. Да, може и твоето име или Ништо, тој он што ќе е запамти направил. дека бил од Македонија. Кај да идеш ти представуваш државата твоја, а никогаш нема да ја го свртам грбот на државата, ама не можам да ја кажам дека е окей, Да. кога да. не е окей. Слагам. Така да тоа е тоа. Сум Можеш останал да ја сакаш и да си пробувам да реален. направам све што е во мој домен, за овој народ, за нас, за во општеството во кое живееме. Ама колку што можеш.
Секако, секако. И Ама ќе добро кажам, да правиш. заменеш негде и да се побараш среќата не значи дека си се откажал. Не значи. Значи дека си побарал нешто друго, небово е небо за сите. Не Да. е само за дека мора да бидеме тука. Пошто и добро е да имаш луѓе на секаде, значи ако тие си ги одржат тие чувства, понатака на некој начин ќе вратат, дали разговарајќи со некој друг, дали пренесување на знаење од таму што се случува, па може ние нешто фино ќе прифатиме, така да не мислам луѓето воопшто дека е полесно- тоа немање љубов кон државата, дури некогаш и некои од луѓето кои што си отишле и повеќе ја сакаат на момент затоа што ги гледаат работите што ние ги занемаруваме или ги потценуваме, како не знам да имаш баба да ти чува децата или да имаш значи тука ти е семејството, тоа е една од работите што е плюс и минус секогаш има во да. работите. Ама Да, ќе ја прекинам темава затоа што ако продолжиме да да, ја зборуваме, ќе ќе нема се крај, издепримираме останавме двајцата. тука ручек, нема вечера, ти. све. Да. И нема крај, ама и некако мене исто многу ме погодува, па да Само не... ќе завршам Си ја со ова. пуштиме песната и да плачеме. Така, дока- ќе завршам со ова. Луѓето многу полесно се навикнуваат на добро, кога е добро. И затоа многу често знаат да кажат, аве киде тамо, може да поштува, тука не поштува. Тоа е затоа што тамо сите поштуваат. Да. И ти кога ќе видиш дека сите поштуваат, полесно и ти ќе се навикнеш на тоа. Така е. Крај на моето. Така е, се сложувам. И не мислам дека е така, дека не поштуваат, значи почита треба взаемна да биде, така да ти дојде и од држава и од се останато, за да можеш ти да почитуваш. Не може да се очекува само ти да ја почитуваш државата, она да не се однесува со тебе како што очекуваш. Сега, уште би сакала да те прашам за чија се, која што можеби како љубовна песна е најнекако популарна, како се случи таа Можеби. соработката, имаше низ цел град на билборди, на телевизија, каде се не, затоа што беше соработка или со Со Техом, така Тихо. со Како тоа изгледаш? Тоа беше првиот предизвик каде што јас како хип-хоп артист се судрив со, да речам, комерцијалната музика. Со нешто што ќе биде надвор од мојот домен, прв пат во животот. И беше многу сериозна ствар, пошто е за сериозен проект и ни беше доверена на мене и на Гоце. У принцип, јас и Гоце, јас општо, за поголемиот дел од работите гледам да ги направам на мој начин. Значи, без разлика што и да е тоа, ако ја мојот начин го внесам во тоа ти што ќе ми го даеш да го направам наменски, ондак сме окей. Ако ми го кажеш да го направам наменски на начинот на ти како што сакаш да го направам, ондак не сме окей. И тоа пробувам да им го објаснам цело време и на помладите и на луѓето што дошле, знаеш, луѓето од тебе очекуваат да им кажеш, да ги советуваш, ти пишуваат да им враќаш. Не е да така тие ствари. Лесно достапни луѓе сме, може било кога да направиме муавет со секој. Секогаш им викам да не си ставаат граници. Во тој момент ја не стев граница. Чија си е една од најлегендарните песни на секако Славе Димитров. Ти ја доверуваат тебе и на Гоце да направиш преработка. Нито име не те знам, а со тебе имам план уште пред да те запознам. Твојот свет е малку различен од мојот, поинаков ни е сонот. Ти си сила, јас сум сомот, знам ќе си ми единствена на светот. За кого би го дал животот, само со тебе во него и никој друг. Чија си, на кого радости му носиш? Чија си? Преработката ја направивме на начин што јас и Гоце сакавме, јас и Гоце ја правевме заедно. Текстот си го напишав апсолутно сам, без никакви влијанија од страна. Знаеш, кога правиш за поголема компанија нешто, очекуваш дека ќе има надлежност. Ама ако во старт им кажеш како сакаш да работиш и они се сложат со тоа, ондак си послободен. Па и тие добиваат Да, плюс ја повеќе. направивме, знаеш, од ја ги правам од љубов песните. Чија си е песна од љубов, да, љубовна приказна и си има приказна, песната има приказна нормално, чија си. Не може да биде нешто друго освен љубов. Љубовта го врти светот, ета на крајот Да. од денот. И ја снимивме песната, нормално треба да ја чуе Славе, треба да ја чујат луѓе од маркетинг агенција, тие што треба да одобруваат, трето, четврто. Прво ја одобривме ја и Гоце, после ја одобрија они, се деси Да. што се деси, дојде од Словенија некој режисер и прв пат се соочив во животот со снимање на спот со рил продукција, она, знаеш, 2-3 дена снимање, носење натаму нааму.
бардовци, куки ти држат чадор незгодно, ти го замолувам девојчето да се тргне, си одиш од сет, зашто не си ти тоа, ме сваѓаш, малце посериозна работа, ама кога ги поставуваш условите и има заеднички јазик со продукцијата, онда ќе кул. Супер. Спотот нема што да го коментирам, спотот е тоа што е, али Да. песната како песна толку ја засакаа луѓето што е многу чудно. Има некои песни што ти, знаеш, ка нацрташ нешто слика и правиш изложба од 10 слики и викаш, абе, оваа, Онак. ја ставам, добра ми е, ама може и боле. Сите за таа ќе се закачат. Да. Значи сите, тоа е се дешава со Бонус трака рецимо. Да, Бонус да, трака да. е најонака песна мене ако ме прашаш од MC, од продукцијски, од секој аспект. Па, Излезе спот малку поразличен, ритамот заразен, толку човече нема послушана песна. Собрана цела екипа следи рап од чумата само тврдо до крај, па со калибар барикада коњакот го добив. Гледај ваму тибе копи, јадам шопска салата, после лесковачки рости со енергија. Позитивен како Red Bull, слушни рап, Бонус трака вози лудо, пази мрсу неверецка. Втората ера е Бонус трака, сакал е. или не гел. Јас така ги гледам работите. Јас Многу чудно. кога работев во Сител, снимателот со кој што соработував, беше рапер и голем фан ваш. И, значи, Бонус трака ја слушавме од Скопје до Кратово, одавме на пат тогаш да таму нешто да работиме цело време. Така што така се изложи. Значи, луѓето кои што ја слушнале не можат да ја извадат од глава, така да се слагам дека исто така едно. Не, од, видиш што е работа. Не е лесно, сите викаат Хип-хопот е таква музика, малку егоцентрична и луѓето многу знаат да судат, да ти кажуваат, али како што кажав преска, како што созреваш, не ти е битно што ќе кажат оние, туку ти е битно ти тоа што ти го дале да го направиш на твој начин најбољ. И едноставно ми успеа таа формула и ја терам до ден денес. Не си сам и цело време додека зборуваш и за Гоца, зборуваш и за Страйк, зборуваш и за многу други луѓе кои што се дел од тоа што го правиш. Сега, значи, најпознати движења рап се Легијата и Green Out, кои што мислам дека сите што ќе нас слушаат или барем што тебе сакаат да те слушаат, ги знаат. Можеш ли да ми кажеш како се избирате меѓу себе? Дали тоа треба да сте друштво, да се знаете или си го препознавате квалитетот и така почнувате да работите? Легијата е создадена прво друштво со нормално исти рап интереси. Зборам љубов према рапот, не некакви интереси било какви други. Кога сме кај Легијата, јас сум последниот член што е влезен директно во Легијата. Значи Легијата е бенд од 9 души, почнува да работи 2000-ти години, да речеме, Джака, Страйк, Гоце, оние основаат. Во 2004-5 година се појавувам ја во цел тој филм преку Страйк, пошто јас Страйк ми е другар цел живот од мало. И знаеш, она се најдов во момент во животот кога си реков, ми се десија неколку работи малски со луѓето со кои што да речам бев. И она си реков, па брат, дали ти треба тебе ово животов, ме сваќаш за рап, а рецитираш, сакаш, и Страйк беше човекот што ми рече, нема шанси ти да останеш така, те носам да те упознам со луѓе и така почна све, ме упозна со Джака, со Джака, со Чаки. То душа јас со Чаки веќе се знаев, али Страйк беше линк, пошто он веќе беше и со нив, ај ме знаеше и мене, и не спои. Легијата природно се изгради. Ние се дружевме цело време и снимавме. Тоа ни беше животот, да се дружиме и да снимаме рап. И се деси што се деси. Green Out е нус производ што се деси од Легијата. Јас тоа и Нено се споивме така природно на самиот почеток на втората ера на Легијата, би рекол, пошто Легијата има еден издаден албум рани 2000-ти со постари членови кои што не се веќе, и има уште 2-3 од кога сум јас, да речам, и Блажеј во Легијата и натака. Се деси што се деси, не сме снимале ништо одамна, малтене и не постоиме, не се деси модерен проблем кој што се случува сегде. Да, тоа е нормално кога се Така големи е, работите што колективи. се исхендлаа, работите што не се исхендлаа се тамо кај што се. И тоа е тоа, сакам да живеам со причата као Легијата, дека е една легенда што постојала у градов и некое движење што направило да почне нешто друго, знаеш, како што викал Да. Тупак. Ја може нема сменам светот, ама ќе ја спаркнам таа идеја што некој утре ќе осмени. Така да сакам да се осеќам за Green Out и за Легијата така, како нешто што
Што направило било природно споено и можеби природно се распаднало на некаков начин. Тоа не е никогаш до крај распаднато. Да. Едноставно не функционира. Како и секоја машина може да работи 20 години, 5 години да не работи, па уште 20 да работи. Да. Ако Или е деловите квалитетна. добро да работат. Апсолутно. Се- Од тоа се што опција. остана сме јас ронени страйк би рекол, еве ќе го спомнам и Брус, некои не се во држава веќе, другите не знам што прават во животот, така да ние сме тие што уште го не може да умре тоа или да биде заборавено затоа што додека сме јас страйк и ронен, па би рекол и Гоца на сценава, и Джака и Брус, тоа ќе биде одржано. А сте присутни, тоа како? И вака кога некоја слуша твојава приказност од млади години, те препознал страјк, кој што бил и е тој Па, што добро. е во таа област. На некој па, начин ми го покажа патот, Да, знаеш, ти ја го бев покажа. препознаен од него, мислам ме знае Да. цел живот, ама знаеш, она некој кој ќе рече не вреди, дојди на право место и кој ќе кликне, тоа се деси. И сум им апсолутно благодарен и ќе им бидам до крајот на животот, пошто е тоа некој шанса што некој ти ја пружа. Така е. Истото што ми се случи и во Баду. Значи, ја вечно ќе им бидам благодарен на Шуци Ноли за шансата што ми ја пружи. Е, Да са во станеш животот дел од секогаш тоа. шанси ќе ти се пружуваат. Ќе ти се пружаат, што ќе искористиш до тебе. Така е, и ќе почнам малку со следно прашање пред Баду. Јас кога се сретнавме одамна во Баду, вие го отваравте, го почнувавте, почна Баду бар од нешто што е многу малечко, значи на самото ќоше на порта, а сега ако отиде било кој ќе види дека веќе не знам пола зграда ја заземавте или како доаѓа, значи се прошири. Ако отиде некој во лето ќе види дека цела порта е со седишни места за да луѓето сакаат да дојдат таму да испијат кафе, значи стана некое место кое што е урбано и кое што е на некој начин подсвесно можеби врзано со таа урбана култура. Самото Ама кога место. се па такво е, да, стварно и многу луѓе Самото одат од место цел град. Влаја и Хром се такви. После мостот едноставно културата е таква и е задржана и сега ти да отскокнеш од тоа нема да бидеш прифатен. Да. Што ја го гледам како успех, што за идните генерации они немаш карт рап да прават, што најдобриот рап се прави у Хром. Ова го Да. кажам без никакви влакна на јазикот. Најдобриот рап се правил у Хром од мостот натака. И сега ти во таа атмосфера не можеш да кикснеш. Ке те изеде помрачина. Ме сваќаш и затоа се Нема да те раѓаат нови прифатат. добри артисти, пошто имале добро влијание на добра почва. Истото и Баду. Баду е мала малска прича поддржана од сите луѓе што знаат да ценат добра ствар. Да. Полека, како и во секој бизнис и развојот на секој човек у животот, сакаш да се прошириш, шириш фамилија, шириш фирма, шириш простор. Со текот на времето и вербата во работата го направивме тоа што е стигнато денес. Тоа е тоа. И Луѓето сакаат кога можат да дојдат и да им е гајле за се. Баду е место кај Да. што доаѓаш ишкртан и лом направен било каков, никој нема да те погледне, ниту па да ти замери, ниту па ти ќе се осетиш лошо. А можеш и да се дотераш и па никој нема да Апсолутно замери. тоа збора, можеш да дојдеш како марсовец седнат и пак да биде окей и на никој ништо да не му биде, ќе ти прават муабет, ќе им биде најкул. Место Да. без предрасуди. Да. Веќе 11-та година го тераме. Стварно, 11-та година. толку помена. Е Море, па знам дека 12-та, извини. 12. 11-ка напунивме у декември, ова е 12-та. Ова ја терате 12-та Да, да. година, да, баба ми така ги броеше годините. Така. И мајка ми често викаше, не, значи до денот, на роден денот ти имаш, пример, 29 години па 30, така да интересно е тоа, ама да терате 12-та година, 12. што е стварно голем успех и цело време расте таа приказна, што исто така е уште поголем успех. Да, ама тоа е најголема благодарност за тоа би им дал на вработените наши и на гостите, на никој друг. Апсолутно, затоа што вработените се тие што јас доаѓам и ги прашувам нив. Не знам дали ме разбираш, они се моторот, они се све. Ако Те имаш разбирам. солидни вработени и ако ги цениш, онда имаш успешна формула. Тогаш и тебе ти е полесно да створиш нешто подобро. После тоа, ако имаш добри гости, нормални, ако ги цениш, онак си кул. Јас сметам дека имаме добри гости и супер вработени. И многу ми е мило што Баду бар разви култура не само во тоа ќоше, туку цела Порта Влаја. На некој начин микроекономија да ја има кренато во Порта Влаја. Сигурно. Баду бар, тоа се муабети што луѓе ми ги зборат, не сум го измислил јас, знаеш. Отидеш Нема до слободен продавница, дуќан, има 5 да. кафичи, ме сваќаш, јас сум растал тамо.
Знам каква темница било. Не Да, сваѓаш. да. И сега што е? И до каде е стигнал? И више кога си бренд и кога се комерцијализираш и кога од сегде ти доаѓаат луѓе, едноставно мора нешто да се смени. Не можеш ти пак да останеш истиот малски кафич Да. кога имаш толку многу луѓе, ме разбираш, од сегде што доаѓаат. Али па сите тие луѓе се доени само ради тоа. Да, така е, Е стварно. тоа, и ти гледаш да. само да ја задржиш приказната и да задржиш квалитетот на услугата. Ништо друго не ги враќа луѓето назад, веруjem. Така е, супер звучи ова. Плюс добро е особено што ми ми е у мало, знаеш, друго е кога работиш у мало. У твоја мало Да. си веќе ги знаеш сите. И знаеш да Веќе веројатно ги да знаеш. усетиш што сакаат Апсолутно, и луѓето. тоа ги знаеш сите од аспект на ги знаеш, не дека ги знаеш па ќе ти доаѓаат, не сваќаш, многу Да. е полесно да немам проблем со комшија, рецимо. Да. Сваќам, многу е полесно, затоа и Баду е прича добра со сите, така би ја кажал. И добра за сите. Да. Барем така сметам и сакам да мислам јас. Тоа е многу добро звучи и ова што го кажа Захтевно е, не е многу лесно, пројдовме Сигурно. корона, пројдовме промена на партнер. Поздрав до Диме, Диме ми е сега и партнер во работата заедно со Оли. Доаѓаш во момент кога не знаеш дали ќе трае, не знаеш дали ќе затвориш, кога више да не речам ти се распаѓа светот. Тука е успехот наш. Ко пребродавме тој период, се вративме и застанавме на нозе. После короната вие и малку и се проширивте, дури тоа чудно ми беше мене во моментот. Не се проширивме, туку ние се разредчивме. Како Ние се имавме нацртано, па ние бевме едни од поретките локали, пак ќе кажам без лакно на јазикот, кој што имаше реална дистанца помеѓу маси наместени Аха, кога седат луѓе. Се ти Добре. ја гледај терасата како тераса, да. гледај ги масите како седи, колку луѓе можат да седнат. За да биде пријатно да може да си направат Не имаше муабет. правила, мораш да имаш метро и пол, два од маса, не знам колку беа, па да имаш овде за дезинфекција, за све. Значи, све тоа трошок што ти го поднесуваш, ти за правила што се дадени од некој. Така. Да. И сад ти тоа мораш да го преживееш, за преживееш, пошто живееш од тоа, ме разбираш. Хип-хоп, кој хип-хоп, тоа стримови правевме глупост. Немаше настапи, немаше ништо. Ти го кажувам стварно. ова во контекст на Баду, пошто е кршлив период во кој што ние издржавме и еве сега продолжи. Исто така, вработените и гостите не ја изгубија вербата во нас и се вратија сите, човече. Да. Што е многу кул. И за мене тоа беше викам, вау. Тоа е браво. успех. Да, Реално. знаеш, не очекуваа луѓето дека пак ќе работат на ист начин, маски, ова, она, кој ќе ти иде, кој ќе ти служи, и сите се вратија. И тоа е само Супер. заради тоа, јас сакам да сметам дека, пошто добиле почет, сакаат да се вратат и да ти помогнат. Ни помогнаа, се вративме, застанавме на нозе. Тоа е тоа. Супер е, да, тоа е круг, не може да очекуваш веројатно ни од вработените, ни од Не можеш, клиентите, затоа ти ако викам, не им остаен дадеш си и- ти си остаен сам, вие тројца сте оставени, вие сега треба, не само тоа, треба да одлучиш и за нив. Да. За 22, значи ние не сме малтене Стварно? фирма со 22, во тој момент бевме толку 21 вработени. Што зимаат плата, плаќаш придонеси за нив и они треба да однесат дома лепче. Така. Не е мала одлука да затвориш фирма, ме сваѓаш. И Не. во тој момент издржавме и е уште терана. Апсолутно со љубов возвратена од вработените и од гостите. И ќе терате затоа што мислам дека во голем дел влијае тоа што ете кога го почнувате тоа веројатно вие некаде сте биле вработени, сте осетиле и другата страна. Ние тогаш разговаравме. Шуци Оли, тоа мислам дека го спомнавме или нешто спомнавме, значи Шуци Оли се излезени од таква работа. Мој мотив за секој во животот е go for it, човек, значи ако си работел у Шанк треба бар да имаш. Знаеш, Да, вака зашто се да не? ги гледаш луѓето и го гледаш за што е способен, ти врска немаш од тоа. Јас сум реален, што знам, што не знам. Јас станав дел од Баду Бар чисто заради моето влијание во музиката и во тоа што го правев. Што Јас пак немав било нивна никаква паметна врска. одлука. Така е, ама тоа е бизнис идеја што на сите би им ја советувал животот. Стани, направи бизнис и да направиш бизнис со некој што не го познаеш многу, е многу подобро затоа што преку бизнисот ќе се запознаеш и тогаш ќе знаеш дали е окей или не е. Да, да. Интересно звучи ова. И Шуци Оли тоа го работеле и сега нормално е next step ти да отвориш нешто свое. И ние секогаш ги мотивираме луѓето да човече те бива иди и отвори си бар ако можеш. Не ми требаш мене да ми бидеш шанкер цел живот. Ако не си Ме среќен сваќаш? така на крајот од денот. Не и само за среќата, ако си способен, пробај, Да. пробај, види нешто направи.
Супер, ова звучи многу интересно и мислам дека тоа е правилен пристап што треба горе-долу повеќето да го прифатат или да споделиш што Правилен да ги пристап, мотивираш. знаеш што е, извини, да ги финансиски да ги мотивираш. Значи сигурно. сите работиме за пари, нема што тука да се лажеме. Сите работат за пари. Тие што работат за љубов може имаат своји фирми, домашни и слично. Да, па имаат Тие што можност да работат за Така љубов, е, тие така? што работат за пари. И ти треба да работникот да го измотивираш финансиски. Нормално да бидеш добар со него, да му направиш супер атмосфера, ама ако не го платиш џабе е. Ако Така не е. го пријавиш џабе е. Што дека работат не ги пријавуваат. Така да. Ти добро, ова интересно звучи, ама Па. еве ти работиш работа и од љубов. Може ли да се живее од работ, ако не работиш ништо друго? Не Рап знам, и хип-хоп. тука ќе направам разлика на преживее и живее. Ме разбираш, сега у Македонија сите живуцкаат, од хип-хоп не можеш да живееш, да плаќаш сметки, да пример да имаш рента, да детето потребите за детето, па све што иде околу. Само од хип-хоп не можеш да живееш. Не знам ни дали некој живее, ама па тоа ти ги отвара вратите. Да. Тоа ти отвара врати у животот и сега ти ќе видиш каде Добре. можеш ти да се имплементираш у све. Тоа е баду бар за мене. Па хип-хопот на Значи, некој начин и хип-хопот- таму го имаш малце пренесено како култура, ако ништо друго, така? Апсолутно. Абе Реал Мадрид го купија Кристијано Роналдо, ја тоа се шалам Да. со Шуци Соли. У моментот го купивте Кристијано Роналдо, знаеш, она се шалиме и нормално Кристијано Роналдо дае све за екипата. Да, да, Ме да. сваќаш што ти зборам. Нормално е да го имплементирам хип-хопот таму. И познанствата со сите диџеи, со сите луѓе што ги познавам, нормално. Колку си им дал, толку ќе ти вратат, така нека сватат луѓето. Да. Некојаш дури се чудат и како може брат кај тебе да пушта овој или оној. Не Може. знам, прашај го него, ја Да. не знам. Едноставно тоа е. Така да завршиме со Бадубар како приказ на што сакаме да ја одржиме на највисоко ниво на услуга, колку што можеме и едноставно да ја задржиме културата колку што можеме. Тоа супер звучи, ама јас нема да завршам со Баду Бар, односно сакам малце да вратам пред Баду Бар. Ти имаш работено во топлификација. Да. И тогаш, тоа сакам да кажам, 12 кога години. дојдовме на некоја дали отварање беше или меѓу првите настани, добро, веројатно не било ако се 12 години, бидејќи јас со Предраг сум 9, дојдовме и знам дека тоа ни раскажа дека си работел претходно во топлификација и сето тоа 12 години. Што 12. работеше точно и дали тоа ти помогна или ти одмогна во делот со музиката, на пример? Па најчесто работев на терен, сега конкретно. Работи поврзани со наплата за останати долгови, не во начин на изнуди или слично, Да, туку носење спогодби, фактури и апсолутно спогодби, најконкретно зборам, работев најчесто со странки, со клиенти и многу често бев на терен. Ја не можеше да ме задржат у канцеларија, па да е задњото нешто на светот, што имав многу често проблеми околу тоа, најотворено. Знаеш, бев на место каде што работев, имав некој вид на комфорт зона, ама не го сакав. Не ми беше наметнато, ништо сами што прифакаме не е наметнато. Значи, чим си прифатил, кога имаш избор, немаш изговор. Така свати Да. си го. Кога имаш избор, немаш изговор. И работев со странки најчесто и многу често движев низ центар. Кога работиш низ центари, кога движиш ги гледаш сите, јас веќе бев во музиката, веќе луѓето знаеат, колегите сите, значи сите ти се чудат како може уште тука да работиш, те гледаат што правевме муавет за билборди, за Да. такви ствари, те гледа у весник, те гледа ставаш у стандаче сметка и те гледа и пак и не му се верува. Ама кога ќе свати дека ствари кој ќе му кажеш, па брат, Gots to make the dough, gotta make a living, кој што викаат. И тоа е, морам да работам нешто, не можам да се ослонам дека рапот ќе ми плаќа мене нешто цел живот. Или да се надевам дека уште поише нешто ќе се деси. Едноставно гледав да ги избалансирам работите, али не ми идеше све. Тука почна негде и кендото околу 2008 година. Да, Значи, и тоа го правиш. Кендо, јас цел живот сум сакал спорт, сум се бавел со спорт, али кендото ме задржа. Не знам како да ти кажам. Интересно ти е, што е специфично во кендото? Кендо е како се река, полуконтактен што не спорт. Носиш маска и едноставно се мачуваш, просто кажам. Јапонска боречка, полуконтактна тоа го видов, вештина. да, ама многу интересно изгледа. Види, Брзо треба Да. да реагираш. апсолутно. Вика, we train for 1,000 hours to lose in a blink of a second. Така свати Да. си го. Начинов на живот, ова
ова све што ни се случува и оваа динамика на живот, особено тука, не се трпи многу и сите тие ствари се таложат, барем така луѓето викаат, јас знам најчесто тоа да го игнорирам, не ќе да мислам, сакам да мислам дека ќе живеам 100 години и на сите ни треба излез или филтер. Мене на некој начин кендото ми стана филтер у животот. Почнав да го тренирам, на почетокот го тренирав, ама сега го сваќам. Знаеш, не е како фудбал или кошарка или тие сите други работи, е малку поспецифичен спорт, каде што имаш и теорија, имаш и медитација, имаш многу напорни тренинзи, ама имаш и надпреварувања, знаеш, кога имаш надпреварувања во вештина, малце се прави дисбаланс, секогаш вештината ја тргаш на страна од надпреварувачкиот дел од вештината. Кендо е интересно што има и надпревари, нормално, јас сум дел од националниот тим со години и сме имале доста сериозни успеси како на Балканов, така и надвор. Сега, например, се вративме од Буве, Франција, со освоено 5-то место. Супер, И браво. борбен дух помеѓу 40 држави, што е како спорт. Бевме номинирани за најдобар национален тим за спортист на годината во држава пред, не знам, недела-две беше. Не добивме, Таза. не добивме небитно, али успехот е во тоа што кендо имаш како номинација. Па тоа Знаеш, до пред сакам да неколку кажам, и години да сме не збореле, добиеш, сме се труделе да го знаењето за кренеме спортот е многу и сега го големо. гледаш дека го ставаат како номинација и тие окей, тие кул и пробуваш да го шири. Стигнати сме во фаза каде што си го гаиме кендото и гледаме да го пренесеме на деца. Имаме голема група на деца кои што Да. веќе 3-4 години вежбаат константно. Има и интерес повеќе да се запишува. Апсолутно, апсолутно. Супер. Да, обично септември ги правиме уписите и константно има како некој доаѓа, пошто знаеш, треба почнеш со една група и да ја тераш. Пошто има левели и степени во кендо, не можеш сите да ги споиш одеднаш. Пример, во фудбал полесен и подобар, можеш да ги пуштиш Да. во кендо, овој што почнал пред недела дена и овој пред 7 години. Месеци или години, да. Не можеш да ги ставиш у исто. Духовно е многу мокно, поврзано е со Јапан, ја го сакам Јапан поише од се. Бев во март лани, имав шанса да учествувам да бидам дел од еден од најпознатите и најголеми семинари Китамото кој што се одржа во Чиба. 7 дена работев тамо со луѓе од 30 различни држави и со 7 сенсе и 8 данови кои што не спремаа во Будокан центар во Чиба, во Кацура. Тамо бев да полагам за сертификат за 4ти дан и после тоа имав шанса малку да прошетам и нема нешто боле на светот. Мислам, они се сами за себе тоа што си се. Ти како странец кој ќе отидеш, Многу Не. е сигурно интересно. да, знаеш, краде им ги стварите што се добри. Све друго Да. игнорирај го. И кендото нормално ме однесе таму и ме поврза и мислам дека во последно време им е на некој начин и поголем приоритет и од хип-хопот. Значи, знам дека до крајот на животот ќе вежбам кендо, ама нема да снимам рап до крајот на животот. Не викај два пати, може би ако те прашале на 16 години, колку години имаш сега, не знам. 38. Ќе си им речел, што на 38 години нема шанси, ја вака да рапувам, па сега си подобар. Не, Така за рапот сигурен бев дека за рап знам до кога. Од прилика знам до кога Си ќе имаш терам. ставено до тука? Па не си имам ставено, туку едноставно себе си се осеќам ја до кај можам да одам. Кога ќе приметам дека више тоа што ќе излага од мене нема потреба да излага, прекинувам. Тоа ќе прекинеш. Види, можам да снимам албум на 3 месеци, тоа ти го гарантирам со живот. Не ми е тоа поентата. Затоа чекаш ме ги правиш Сакам толкава кога разлика снимам меѓу албум да биде она баш како што треба секое парче од што е на албумот. Да не биде, да нема филери, да нема глупости, да нема стајања ствари колку да попуниш, тоа не постои. Интересно. И затоа можеби не Затоа живееш имам толку класично години од рапот, пауза ама си меѓу толку албуми. подобар од многу други, сега не зборувам. Не Посветеноста на работите си го носи на крај успехот или неуспехот. Колку ќе се посветиш, толку ќе ти се врати на крај. Буквално. Не, ја не се издвојувам од други ствари, буквално. Колку сум се посветил, толку ми се вратил. И обратно. Да. Колку сум правил добро, ми се вратило, лошото, дупло ти се вратило. Значи, едноставно. Само тоа верувам, кармам, ништо друго. Добро, ова е интересно звучи. Сега, значи, правиш албуми,
правиш музика, тренираш кендо, си работел во топлификација, сега работиш во Бадубар, си присутен, може не работиш таму Така, како така. вработен, меѓутоа си таму си дел од таа приказна. Апсолутно. И моето прашање е дали едно со друго си помагаат, дали на пример еве во рапот ти помага тоа што ги имаш сите овие други работи, па малку можеби идеолошки си поотворен заради кендото, повеќе луѓе запознаваш, повеќе приказни си слушал на терен кога си одел со компаниите да зборуваш. Тоа ти помага за да направиш утре подобра песна или не баш? За да направам подобра песна. Знаеш, колку поише си ги шириш хоризонтите, ти се смалуваат оние малите ситни работи твои. Не знам дали ме разбираш, значи јас Не сега... си битен само ти вам. Па не, сега сум се фокусирал, рапот ми е основа, нели, тој си, те препознаваат највише преку тоа, ти што сакаш прави на Монтевере, скачи се, умеѓу време, Елди Пистолеро раперот. Да. И во овие години пробувам тоа да го искористам, на начин што ќе зборам за кендо на секој интервју. Гледам да спомнам и у песна. Не да го наметнам, туку сакам на кендо. Цела Македонија знае што е кендо задниве 2 години. Тоа е чисто ради тоа што ти си им го зборел. Си зборел и знаеш и луѓе доаѓале да вежбаат затоа што Те почитуваат во те делот на музиката. Значи они Пистолеро вежба кендо, кидеме многу случаеви имало, знаат и они многу добро кои се. И останале? Апсолутно и ради мене и ради Тони. И Тони вежбаше кендо многу долго. Сега исто така долго не вежба, ама и он додека вежбаше, ради нас дојдоа многу голема група на луѓе. Од таа голема група на луѓе се останати неколку. Ама тоа е Добро. животна селекција, природна селекција нормално. Секој си пробува се, па сега кај ќе се најде. Ета така. Добро, многу интересно вам ми звучи, а дали ќерка ти ќе ја поттикнеш да вежба, да тренира било што да проба, или баш како што кажа на почетокот нема Сега никаков знаеш у притисок која за фаза ништо. сме? Не. Јас сум Ника Пешкова, а ова е Оклук напред. И прави колук напред. Ама дека го вика Оклук е најако на светот. Пресладки се Види, кога зборат. ја закачкам цело време, пробувам балансот некако со некој мој начин на вежби да ја го развијам и давам некои малечки предизвици да ги направим низ дома, ама не сум агресивен у тоа. Во доџо ја носам секогаш кога ќе можам или она кога ќе сака. Да, видов слика една има. Да, и нези е Двајца. тamo многу интересно, веќе го знае и местото, има со што да се игра. Од кумашинот мој ми е сенсеј Андреј Атанасовски, неговиот синони се врсници. Заедно се најдобри другари, се идат Супер. поврзани кендо ги врзало и нив на некој начин во животот. Доаѓаат во доџо, гледаат, значи јас сакам да гледа, да знае што е. Кога ќе Да. дојде она да расудува или да знае, тогаш она ќе знае дали сака кендо. Да. Не тогаш да ја го шлапна ме Мора. Ника, ова е кендо, сега имаш 7 години, мора да доеш. Не, сакам да ја покажам све од мала, па она после ќе се знае. Детето ми е такво, си го знам. Значи, ако нешто е окей, ако не е окей. Нема тука. Па Half добро, може степен. така и треба. Па нормално. Да. Само да не почне да крши по дома. Тоа ќе биде. Тоа сите го Проблем. викаат, ама не, кендо е апсолутно не е таков спорт. Знаеш, многу често луѓето знаат, тоа со стапот и некако те дира, пошто не е стап, сега ти тоа е шинаи од бамбу, знаеш како е праено, што Да. ме разбираш и некој кој ќе ти каже со стапот со трските, Затоа не реков стап само да крши. Да, јасно, зашто види, не, претпоставив дека тоа е ќе се сосема увреди. прифатливо и ги сакам тие ствари затоа што како ќе ти објаснам што е кендо ако не ми кажеш стап. Да. Ти нема ми кажеш шинај, ако ми кажеш шинај ќе речам знае, ти си чула. Шинај си прочитала и што вежба, шинај ќе кажеш шинај и толку. Ама Да. ако ми кажеш нешто што не е така, ќе ти кажам уште 10 работи Кои за што се, кендо. да, поинтересни. Апсолутно. Меѓутоа, мене ми е исто така интересно дека успеа да направиш и рап песна и за сите овие сакам да ми кажеш од прилика како се создадени, ама направи рап песна за деца, како тоа изгледаше светот на Биби. Имаат песна која што ја правите ти Гоца Сав Подајте и си се рака, се осеќа. вика. Ако не си ти, ама ако некој слушнал од тебе или знае неколку песни, јас во првиот момент кога ја слушнав, ето зашто тогаш таму работев, во првиот момент кога ја слушнав, знаев дека некако звучи како тебе, иако тоа Биби го рапува и Боби нели. Па тоа е некогаш исто така убавината и успехот у работата, да направиш нешто трето, да го препознаат дека си ти. Како Разбираш? изгледаше тоа, како? А многу добро, јас од секоја сум сакал деца, сум не као деца да ги имам мои, сега дека имам, него као деца да бидат околу, да се, знаеш, сакам да се шалам со нив и сите тие ствари.
И многу ми е лесно, многу е полесно да се спуштиш на ниво на дете, знаеш, кога ќе се спуштиш ти на негово ниво, ти си возрасен, нормално ти е да го возиш неговиот филм многу полесно. Исто како кога треба за повозрасен да направиш нешто, треба да се качиш на негово ниво, барем да пробаш за да го сватиш тоа и да му помогнеш. Е сега за децава беше некако многу лесно, затоа што види принцип кога работиш конкретна работа ти даваат референци и ти работиш по референци. Јас знаев што е светот на Биби, знаев за цртано све, ама не ги знаев карактерите и кои што прави. Сега ти нормално треба да прочиташ сторибордови и да се спремиш и да ги склопиш. И сега тоа исто со фристайлот, кога некој ми покажува нешто, мене многу полесно ќе ми текне рима. Пошто ти ми покажуваш нешто, јас знам што е таблет. Океј, налет, пример, Да. сеќаш. Одма ти треба нормално, треба ти биде развиено, ама ти доаѓа рима. И истото и со тоа, ако имаш референци добри за нешто што е добро, многу лесно се снаоѓаш. Здраво, јас сум Биби, сакам танцови и риби, карате, природа и многу игри. Ама за да можам да играм, треба да е чисто. Мојот сосед Боби мисли исто. Јеј! Здраво, јас сум Боби и го барам зази најчесто ни соби. Мојот изум може насекаде да допре, ако тој времето мене ми го сопре. Ќе направам да нема пластични кеси во Охридското езеро каде си. Сладжана Вујошевиќ и Сашко Коцев, нели, Беше тука и задуваат. Сладжана. Да, знам, поздрав. Они се супер. Мислам дека и го кине Сашко на песната, нека ми прости Сашко. Значи ја пишувам песната, одам кај Гоце, ја рецитирам. Треба да одам на тренинг, ќе му викам кога ќе дојдат, пушти им ја, они треба да ја пререцитираат исто. Пардон, во заграда пишувам што кажува Биби, што кажува Боби, што кажуваат двајцата. Они доаѓаат, читаат, аха, окей, нормално талентирани се глумци се, не е било кој. Врвни, да. Ја завршија работата супер. Дечките од факултетот мака си ја направија работата со видеото и тоа е тоа. Да. Супер проект, само thumbs up за сите што прават такви ствари општо и вакви, нели, тука кај нас. Исто се сложувам и мислам дека тоа на некој начин го менува светот. Значи, кој колку може да направи, секој во нашите рамки. Така. Сега, обично кога дискутирам со луѓето, затоа што често знаат да си ги исклучат најблиските во својот успех, да ги заборавиме едноставно, дека не биле поддршка за да можеме ние да правиме 10 ствари во даден момент, сите ние, да можеме да работиме и така натаму, па и да имаш семејство и да имаш се останато, потребна е поддршката од дома. И обратно Апсолутно. треба да ја дадеш таа поддршка за да може другиот да биде успешен и да си го постигне својот целосен капацитет и затоа сакам да ги прашувам гостите што доаѓаат во делот на колку ти помагајте љубовта, домот, твоите, не знам, сопругата во тој дел. Кроз текот на Поздрав да те годините новопа. да не биле поздрав до Пепе, и до Ника и до сите нормално. Да не биле моите немало едноставно ништо да се деси. Не знам, јас сум бил тој што сум бил и сум правил тоа што сум правил, али апсолутно поддршката ми била безусловна секогаш од нив. Сега имам свое семејство и го осеќам истото. Меѓутоа во семејство сте двајца што терате малтење на некој двајцата сакате да одите напред. Да. Имате дете и тие релации се малку комплицирани и сложени, нема да ги лажеме луѓето дека све е совршено и дека е све кул. Помошта и љубовта од дома мене ми се најголемиот мотив. Од типот на ако на пример дома нешто не ми е окей, ништо не ми е окей. Ако ти е дома окей, лошото надвор ќе ти биде окей, дури Ќе ќе се видиш снајдеш, некој да. и него ќе му направиш да му биде окей, ако си расположен. Ако не си, нема да му направиш да биде окей, ќе бидеш ваков и тако. Разбирачката е на највисоко ниво, се имам и дете, знаеш, ја нема да кажам дека сум најпосветениот татко на светот, меѓутоа све што можам правам за детето. Знаеш, татковците прават ствари што никогаш ги прават поситните работи што не се рачунуваат за ствари што ти ги правиш. Ме разбираш што сакам да ти кажам? А мајките прават све она што е дупло потешко, ти не можеш да го направиш. И сега, тука се спајаат и работата, и едно и друго, и е малку тешко. Поддршката е најголема и од сопругата Пенелопа ме поддржувала уште од кога сме се упознале до ден денес. Детето е мало, нормално поддржува, она знае татко и што прави. Мајка ми и татко ми на почетокот не им беше многу, знаеш, хип-хоп музика не е баш пријатна за сечи и уво, поготово во конзервативно, радикално општество.
Да. Али со текот на времето они сватија дека ми е нешто што се сериозно со кое што се бавам и апсолутно ми ја даваа поддршката, сестра ми да не правам муавет. И моментално семејството да. Тешко е да одржиш све, значи да правиш све, и да идеш на кендо, и да идеш у Бадуи, и да снимаш рап, и сите тие работи тешки се, ама ако ги усогласиш на некој начин, ќе биде кул. Иначе поддршка и љубов безусловно во секој момент и мислам дека не дај Боже ако некојаш прекине, ќе прекине све што сум јас. Па добро, ова звучеше многу мокно на крај, ама дефинитивно таа љубов Јас сум на емотивец, сите нема да глумам дека сум. Па ако нешто не би бил, многу- веројатно не би можел ни да пишуваш. Апсолутно. Така да прифатено е дека си добро е што си емотивец и фала ти за тоа затоа што инаку не би постоела целата таа музика што ја создаваш. И ти сите Фала. други пред тебе, пред некоја емисија го имавме Дино и Мери кој што е пианист Поздрав до исто Дино. така прекрасно зборуваше за тој сегмент на поддршката на семејството и љубовта и мислам дека е сигурно многу важен за секој од нас, не само за музичарите, ама вие знаете поубаво да го кажете. Па гледај, да, така е, пошто никој не треба да очекува дека некој ќе го поддржува до крајот на животот. Не знам како да ти Па кажам. взаемна е таа Па поддршка. затоа, взаемна е. Значи, ако сакаш некој да те почитува, ќе мораш да го почитуваш. Многу луѓе не почитуваат и тука се ствара проблем. Да, и после Така добиваат да, непочит и Така е. А иначе бракот и семејството и поддршката околу работите, мислам дека све е во разбирање и све е во градење, достигање на степен да веќе точно знаеме све кај сме, што сме и продолжуваме да живееме. Кул. Се додека стигнеме до тој момент, нормално е да има, знаеш, се бараш, прашуваш и тебе ти е нешто ново, дома е нешто ново, ама така се градиш како човек. На Не е секој све му е сјајно, ново. ама секогаш се стремиш да биде сјајно. Ето така некако. Така е. А Па на ако секој му нема е ново, поддршка мајката дома- знае, мене страшно ме нервирал коментарот, мајката знае. Што знае мајката, појма нема кога ќе се роди дете и неа е прв пат и нели Не знае, пробувате сите двајцата знаеш што викаат, и то- мајката и таткото максимум да издадете од себе. Нема, ти удире и почиње, едноставно ти си татко, она е мајка и вие сте у филмот. Нема Да. спремање, знаење, незнаење, тоа кој ќе ти каже. Не. Тие што не знаат може. Веројатно да. Да, иначе тоа удире и готово, знаеш, имаш дете. Нема тука спремање, И животот те тука почиња да те фристайл е спрема. све. И После не е се ништо знае. различно, само ти се менја секојдневието, што е нормално. Не се менјаш ти, како знаеш, многу луѓе те прашуваат, Како се смени од како Там, стана? не се менјаш ти, тоа е не е вообичаено, значи ако човек се смени после брак или дете, тогаш не било нешто со негово ред претходно, ме разбираш? Или не се сакал Или претходно, или не нешто се сака такво, сега. да, луѓето едноставно треба да сватат дека у бракот е многу битна работа, најсвета работа на светот, семејството да не правам буавет, не е за фрканција, не е улетување у нешто и не е нешто што е бајка и песна. Љубовта е бајка и песна, ама бракот и детето е нешто што треба да работиш многу за да ја сватиш вистинската поента на семејство и на татко. Да. Супер е ова и никако и за крај ми се допаѓа, затоа што секогаш кога стануваш родител, сваќаш колку тоа се зема се живее среќно до крајот на животот. Значи има Само на и цртани труд, филмови. и посветеност и љубов преголема за да може нели да се надминат тие работи што се тешки на почетокот, веројатно понатаму и сега е полесно така со 3 години дете, веќе е друго отколку со бебе само што дојдено. Ама добро, супер ми звучи ова за крај. Ако сакаш уште нешто да додадеш слободно. Па не знам. Знаеш Се е што би cool. те прашала? Ајде. Затоа што сега го видов, Роби ме подсети на една тема која што воопшто не ја отворивме, а мислам дека е битна, нема да ја должиме, ама колку еве технологијата ти даде можност да се развиеш како музичар и да заработуваш од музиката, затоа што сега имаш можност и преку YouTube и преку Spotify да се монетизира тој канал и ти да и ти тимот кој што работи заедно со тебе да добивате некаков надоме за контентот што го создавате. Користиш Spotify, YouTube, ти се монетизирани? Апсолутно користам, да, ама вака ќе ти кажам, значи, кога нашата музика беше најслушана, зборам за милионски прегледи, немаше ни Spotify во Македонија, имаше YouTube.
ама не можеше да си го монетаризираш каналот затоа што не си у Европска унија. И твојата музика оди на YouTube, ја слушаат неверојатно голем број на луѓе и ти не добиваш од тоа апсолутно ништо. И во земјава и во странство ве слушаат вас, нели нашиве доста. Ти не добиваш од тоа ништо, така свати си го. Нема Spotify, нема такви работи, има YouTube. И единствен начин да те видат е YouTube, нормално дека ќе аплодираш. После Да. известно време, Гоце Наумовски таз успеа да добие монетаризиран канал на YouTube и почна тоа да се монетаризира, да се разбереме, тоа се некои символични, зборам за тоа што денес се случува. Символични суми на пари. Можеш ти да заработиш, ама немаш да направиш милиони, затоа што едноставно пазарот е мал, јазичната бариера, таа нас не слушаат во странство, али те слушаат у Македонци, Словенија, у Србија, да. македонци, хрвати, разбираш, луѓе што се оцелиле. И не можеш премногу да заработиш. Денес, например, има Spotify. За мене Spotify е една од најдобрите платформи ever направени за слушање музика. Тамо сме, нормално, преку дигитална издавачка куќа Believe, што се од Унгарија, не подпишаа. И ова сакам да ти кажам, значи како одат работите. Кај нас немаше Spotify до пред 4 години, не знам колку беше. Така е. И луѓе од страна знаат, значи информација е најбитна работа и најплатена работа денес. И они дознале дека ќе има Spotify во Македонија. И што прават они? Наоѓаат локални промотери и ги прашуваат кои се најслушани артисти во Македонија. Ме сваѓаш, они се 10 чекора пред тебе. Ти не знаеш дека Ти си не најслушан? знаеш, ти не знаеш дека Spotify ќе доаѓа во дојде, Македонија. да. И те контактираат, ти прават состаноци, бум, ти си на Spotify. Се договараш ти за нормално тој процент што си се Да. договорил. Сакам да кажам, после некое време, Spotify у Македонија. Значи, луѓето биле пред нас. Ја едноставно да сум знаел дека ќе дојде Spotify, ќе најдам друг начин на мојата музика да ставам. А вака викаш, нема никој ти нуди компанија сериозна да ти издава музиката на Spotify, сакаш да те има и прифаќаш и тоа е тоа. Они однапред го Се фатиле плаќа, браво. али тоа е смешна сума на пари, не е отворено. Ти правам моја, смешна сума. на Не пари. можеш да живееш Не, од тоа. апсолутно никакво живење, никакво. Можеш да се Добро. почастиш у кафана 3 пати у годината. Екипата да ја собереш, сега да. за сега, али оди нагоре, тоа сакав да кажам. Нема Аха, да бидам цело толку суров. континуирано Да, не расте. оди надоле, туку оди само нагоре. Така што прашање веројатно на време кога Што поиша музика правиш, толку поише ќе те слушаат, така свати си го. па и И како нормално треба да биде музиката да ја сакаат да ја слушаат. Не да е било што. тоа е меч со две острици, некогаш те тера да правиш многу за тоа што мораш да бидеш Плюс присутен, Spotify е манипулативна платформа, можеш да изманипулираш многу лесно. да го победиш алгоритмот. Да фармаш, можеш да фармаш. Значи, алгоритмот после 30 и неколку секунди ти ја брои песната. Да. И ти Ме сваќаш, има луѓе у светот што прават пари од тоа. Значи, они си купуваат конкретни юзери од Spotify. Ме сваќаш и си пуштаат нивна музика по 30 секунди. Си пркаат работа. Еве ви на сите идеја што си имате песни, пуштете си, нека ви вртат. добро. Ништо нема да заработите, али нека мала ви биде превара како идеја. за без Не, пари, ова е ама општо, онака општо чисто муавет, мислам ова сите го знаат. Да, или сите го Имаат знаат. или бугарите го измислија ова, Spotify знае за све ова, ама нема како. Што ти регуларно си ја слушаш музиката. Да. Само Луѓе слушаат ти 30 секунди од Spotify твојата е песна, cool, и тоа е сега тоа. тука се YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, све тоа, значи ти има на сите платформи. Нашата Да. поента беше да не има сегда. Ако може да се заработи пеки, окей. Супер. Ако не, битно да не има сегда. Пошто луѓето така гледаат, те слушаат, и Да. те викаат на настап, пошто мене која ми е поентата сега на 38, не можам да се глупирам, сакам настап. Да, Разбираш? сакаш Тоа да е имаш тоа. и концерти, Ќе снимам уште еден настапи. албум и нешто и до која, ме сваѓаш. Колку соработката со странскиве колеги, мислам од Србија имате неколку соработки. Ти. Како се наоѓате прво? Дали Значи, на има многу настап муавети, негде? само вака кога ќе подспомнеме нешто ми текнува. Сега, да, ќе пропуштиме знаев. доста ствари, да, ама нема везе. Природно се дешава и тоа, најчесто е на настапи, пошто иста музика правиме. Јас се врзав со Дон Дада и со Скај Виклер у 2009 За нив и година да на прашам. некој фестивал у Охрид. Силвер хип-хоп, не знам, не е ни битно како кој беше Да. фестивалот, се споивме на фестивалот. Има они настап, имавме ние настап.
Знаеш, кога ќе кликнеш со некој, она едноставно кликаш со луѓето, дана ми беше многу кул лик, Виклер, веќе го знаев, снимаме албум, доаѓаш у Белград, доаѓам у Белград, чап, идам у Белград за недела дена, снимаме албум, доаѓам у Скопје, го издавам албум. Се деси што се деси. Многу ми е криво за тој албум, пошто е најандерейтед албум, пошто не ја доби соодветната промоција, ја така мислам. Така се чувствуваш? Да, обича нас жене се вика албумот. Е Добре. мој на Виклер и на Дада. Го снимавме во Белград 2009-10 година. За 7 дена, има 3-14 песни, фул наша продукција. А кој ве ограничува да направите некој спот или да реиздадете нешто Има и од тоа? спотови, нема. Па Има, не, ние сега направивме пак, и промоција затоа и што може све. сега Види, подобро ќе може. По сложено е да работиш со луѓе од надвор. Не, да се Знам. тука ќе биде многу полесно. Доста работиме Направивме зашто сум промоција у удружение, Скопје, така да знам. направивме промоција у Валјево, требаше у Белград и плюс Виклер го знаат сите, Виклер е малку го сакам како брат, он е малку поексцентричен лик, него го гледаш денес, го гледаш 10 дена поред и после не го гледаш година дена. Значи тука е малку сложено да изфункционираш. Али направи за албумот све и мене ми е дамка онака добра у животот што сум снил според мене со еден од најталентираните музичари на Балканов и хип-хопери и еден од најдобрите луѓе и до ден денес пријатели Драгутин Чулич, Дон Дада. И тоа ќе ти остане, без разлика колку вјуз ќе имаат Апсолутно, не ме песните. занima. И мислам дека секој кој што те следи преслушал, ги знае, оние кои што не преслушале, еве денес ако слушнат, види, може нас- тоа да го направат? Нас не викаат заради нашата музика што сме ја снимале и ти се осеќаш должен кога веќе те слушаат уште да им даеш уште на луѓето. Така е. Тоа е тоа. Добро, ќе прекинам затоа што инаку ќе ми текнат уште неколку прашања Да, што и би ти ги мене. поставиле и веројатно уште многу муабети кои што сакаш да ги Здравје кажеш. за следеќи пат. За следен пат, тоа сакав да кажам. Може ќе ми кажеш и некој инсайт за колегите што ќе ги викнам, ама тоа ќе се слушнеме понатаму. проблем. Многу фала што дојде, многу ми беше интересен муабетов, се надевам и Фала на ти тие што што ме слуша и драго ми е што завршуваме со пријатели, семејство, љубов, тоа е тоа. Ништо друго на светот луѓе не е побитно од тоа. Е, вака ќе завршиме. Може? Може. Кул. Се гледаме. Се гледаме.